Сте наставнички и Добар ден, јас сум оделенски наставник Билјана Арсовска, доаѓам од Основното училиште Вера и Оцик, општина Газибаба. Денес имаме час по математика за пето оделение, тема работа со податоци, решавање проблем, наставна содржина, линиски диаграм. Може да почнеме? Одлично, да. Пред се да ги кажеме целите на час, разбира каде средишните точки имаат и немаат значење, црта едноставни линиски диаграми, одговара на прашања за собирање, селекција и организирање и едноставни релевантни податоци. Што представува диаграм, првен да кажеме, па потоа линиски диаграм. Диаграм сме сретнали секаде сретнуваме. Значи постојат столбец диаграм, Венов диаграм, Келеров диаграм и многу други, а ние денеска ќе се задржиме за линискиот диаграм. Прво, диаграм е собирање, организирање, подредување и внесување на податоци во табели. А кога имаме последователни податоци и може да се прикажат како се менуваат работите со текот на времето, најдобар диаграм е тогаш представување линискиот диаграм. Мора да кажеме за линискиот диаграм дека пред да почнеме да го изработуваме, најбитно е мора да го имаме наслов на диаграмот, оските, значи X и Y оски да бидат убаво исцртани, точките кои што ни ги прикажуваат податоците, тие се најбитни и точките се поврзуваат со одсечки за да го покаже нивото, односно степенот на скалата како оди линискиот диаграм. За работа со податоци може да кажеме дека е важна математичка вештина и да знаеме како да ги организираме податоците и информациите. Сега ќе погледнеме сликовито. Еве да речеме една задача. Салон за автомобили направил годишен извештај за тоа колку автомобили продале во текот на една година. Они што направиле? Продавачите направиле табела. Како што го продавале автомобилот, тие си пишувале цртички. Токму се одбравме за оваа табела, заради тоа што да прикажеме дека за да полесно ги бројат, одиме по 5. Броењето е полесно, ставаме 4 вертикални цртички и една хоризонтална цртичка, убаво е тоа на децата да се каже. Да. Откога го направиле ова, сакале да имат поголема прегледност. Што мислите, кој диаграм го одбрале? Линискиот диаграм. Еве како изгледа. Продажба на автомобили, долу се ставени податоците, месеците во годината, од 1 до 12 месец. Вкупно продадени автомобили имало до 35 и автоматски скалата сама се направила од 0 до 35. И овдека можеме да видиме дека со точките што ни се покажани точно во месецот колку автомобили се поврзани, се продадени. Ќе видиме уште понатака. Еве да докажеме дека линискиот диаграм е правилно само со точки. Да видиме сликовито како изгледа со точки. И знаеме дека во 8 месец има продадено најмногу автомобили. Ете така, следуваат сега прашањата. Колку автомобили се продале во месец мај? Наоѓаме месец мај, 5. 14. Така, Опа, може да сега ќе вратиме? го вратиме, да. Може би ќе треба малце вака, ете го. И Овдека беше. тука сме. Само на слайд. Ево. Така. Во месец мај 14 точно. така. Во кој месец се продале најмногу автомобили? Најмногу автомобили се 8 месец во август. се продале во август. Така, над 30, околу 32. Кога се продале повеќе автомобили? Во месец мај или јуни? Во месец јуни. Точно. Еве го месец јуни, еве го месец мај. Во кој месец се продале најмалку автомобили? Најмалку се продале во мај. А не, во декември. Во декември, да, бидејќи е на крај и не го гледаме. Уште нешто да кажеме, освен линискиот диаграм имаме аритметичка средина, односно средишна точка. За да се пресмета аритметичката средина, на низа од бројни податоци, треба сите податоци да се соберат и да се поделат со бројот на податоци. Што всушност значи тоа? Колку автомобили се продале во текот на месецот, ги пишуваме зборовите. Врз ги делиме со бројот на месеци, односно 12 месеци и добиваме 258 поделено на 12 еднакво на прилика околу 21 до 22 автомобили во просек месечно се продавале. Задача 2. Сега да видиме што ни приредиле на нас учениците од 6-то оделение. Учениците од 6-то оделение сака да ја представат нивната висина и нивната маса на линиски диаграм. Исто така сака да знаат колку изнесува нивната аритметичка средина, односно средишна точка во оделението.
да видиме на кој начин они се организирале, го спровеле тоа, што ни донеле и ќе одлучиме на крај да видиме дали позитивно или негативно. Да вратиме, може? Да, нема проблем. Да. Додека вратиме, може само да ја покажам нешто јасно. Да. Должна ти извадим искуле. Да. Да. Ајде да видиме. Добро. Одиме сега, да видиме како се организирале. Ме дозволите? Не е проблем. Така. Аха, може би ова сепак На слайдшоу. овде да стиснеме? Да, на слайдшоу треба да се стави. Аха, на слайдшоу. Така. Така. Ете така. Имаме некаков технички проблем. Добро, може би Да видиме посебно дали се Дали- ставени. Ете така. така, дали го знаеме само редоследот? Да, од почеток. Окей. Здраво на сите! Јас се викам Андреј Божиновски и сум висок 156 см. Исто така тежам и 46 кг. 156 Може да ги поминеме сите? прво сите, добро. Здраво на сите, јас се викам Дамир Мурич и висок сум 167 см. Имам 74 кг. Уред. Здраво на сите, јас се викам Дамир Мурич и висок Добро. Здраво на сите, јас сум Ивана Смилевска и тежам 36 кг. Исто така високо сум 158 см. Одлично. Добро. Јас сум Јована Илиевска, мојата тежина изницува 35 кг, висока сум 151 см. Уште еднаш да пуштиме Јована, Уште може? една Јована. Јас сум Јована Илиевска, мојата тежина изницува 35 кг, висока сум 151 см. Поред Јована. Марина. Здраво на сите, јас сум Марина Крстевска и сум висока 156 cm и тежам 46 кг. Матеја. Здраво, јас сум Матеја Серафимовска, имам 12 години, имам 45 кг, а висока сум 156 см. На иксот, на иксот. Добро. Здраво, јас сум Михаела, висока сум 162 см и тежам 57 кг. Велковски, висок сум 162 cm и тежок сум 65 кг. Јас сум Нела, висока сум 1,55 и имам 45 кг. Поред ги поминавме сите. Наставничке, јас мислам дека најдобро е децата да пример од овие сите информации да го направат тој диаграм, Така. а вие да им дадете домашна задача, на пример да и со нивниот клас исто така да направат таков диаграм и да го најдат просекот. Или може би некоја друга интересна домашна задача? Може да го направат диаграма, да го најдат, ние ќе им помогнеме во еден дел, може така, а останатиот дел они да го решат, не е проблем. Ви благодарам наставничке, ние сега ќе одиме со друга содржина и се враќаме потоа со следните часови.